ден од мене и време е да го стартуваме новото, петочно издание на Црвена линија, а во него еве зашто ќе зборуваме токму со вас. Парламентот како на кванташки, за се нешто пазарење. За влада пазар, за уставен суд пазар, за директори пазар, за промена на името пазар. Политиката сепак бил најстариот занает. Во Македонија ниту една поважна одлука не поминала, а заднеја да не постои политичко пазарење. Менување закони, помилувања, амнестии. Која е цената? Дали следува пазарење за уставни измени? Кој се е вклучен во пазарењето за уставните измени? Тука во продолжение сега го подсетувам за следете на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија. Сега го продолжете да дискутирате и таму преку коментари, да шернувате, да лајкнувате, но на Инстаграм задолжително заследете не, за да веќе во овој момент можете активно да земете учество во нашата Инстаграм стори анкета. Ако кликнете на Инстаграм стори Црвена линија, ќе ви се појави ова прозорче на кое што секако ќе ве пречака нашето денешно прашање. А прашањето гласи: може ли некоја историска одлука да се донесе без пазарење? Ете вака изгледаме на Инстаграм стори. Ваше е да кликнете на опцијата која го представува вашиот одговор, дали е тоа да или не. Резултатите ќе ги соопштам таму некаде по рекламите. А сега кога што се однесува до денешната дискусија, еве со вас ќе подсетиме дека денеска некако темата не е врзана токму околу оној збор кој што е врзан за дејство наречен пазарење. Па така ве прашуваме дали следува и пазарење за уставните измени и кој според вас е вклучен во пазарењето за уставните измени. Одговорите сега кога ќе ги слушнеме, доколку го завртите нашиот добро познат телефон 023070005. Се разбира, еве ќе подсетиме на самиот почеток, пред да го вклучиме и првиот гледач, да се намали тонот на телевизорот и да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро во Црвена линија сте. Кој се одговорите на овие прашања според вас? Па да, видите, јас менувањето на закони, помилувањето и амнестиите е цена на пата состојбата во парламентот и уцените што се прават од политичките партии меѓусебно. Дали следува пазарење за уставните измени? Па тоа веќе е почнато, да ти кажам право, оддавна. И ова само што го гледаме е еден театар кој се случува за да не помине тоа се така што се они договориле и малци од што им го сугерирале странските фактори, да ти кажам право. И сега, наместо сето тоа да се заврши, а знаеме дека треба да се заврши, што имаме лош пример со името и знаеме дека сега што ни вреди сега признанието дека сме имале подобри предлози, па сме да извините на изразот малку укакале работата, па сега имаме полош предлог. Така и ова со пазарење со уставните измени е исто. Знаеме дека треба да ги завршиме и пас глумиме луди, се задешаваме, се инатиме, а пак ќе завршиме работата, пак ќе се гласа. Меѓутоа, ете, тоа е театар затоа што да не биде така лесно, мора да биде малку тешко и дете поделбата помеѓу македонскиот блок, кај што не ја гледаме ние далеко, не гледаме напред за државата, туку секој се враќаме назад и ја дигаме рачната кочница и се кочиме дека наводно живееме од минатото, а не живееме од иднината, а после поставуваме еден куп прашања зашто ова и никако да добиеме одговори. Тоа е цената на ова. Сега Ќе подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди следуваат за секој некој што ќе се вклучи во Црвена линија. Благодарам за јавувањето и за тоа што ни ги дадовте своите одговори на нашите денешни прашања. Добар ден. Добар ден. Па еве, кои се вашите одговори во однос на пазарењето? Видите, пазарењето само предавниците го прават. Издајниците, тие меѓу себе тоа го прават, се пазарат. Честите граѓани, тие што си сака државата, не се пазарат. Ево да кажам право, денеска се плашам, ми се чини дека председателов има зборувано во Обединетите нации, ми се плашам да не испуштил, да не кажи дека треба да ги прифатиме бугарите, треба да ги внесиме во уставот, да не ја испаши. Туку може кој ќе дојде да кажи не важи тоа, па ќе преспие, па важи тоа. Ја не знам кој го пуши него таму доди да ја представува Македонија.
Ајде, според вас, дали може во земјава барем една историска одлука да се донесе без пазарење? Нема такво нешто. Видете, пазарењето со опозицијата не може да се пазара тие. Овие издајници што се на власт, дали едни, дали други, кои се издајници, зборувам. Тие тој пазар го прават. Тие купуваат, плаќаат, подплатуваат, од затвор ваѓаат и ги влечат за да гласат. Тоа е пазарењето. И еве го и сега, ноќ и дење работат овие што се министри за надворешни работи, не знам, советници, не знам, вакви, такви, роварат и цел свет Македонија да ја кутат скроз. Она падната е на колена, ама скроз сака да ја легнат. Тоа е пазарењето. Издајниците, предавниците, тоа е опасноста за Македонија. Благодарам многу што дадовте и вие своји одговори во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме добро? Дали е намален тонот на телевизорот? Еве и тоа ќе прашам со оглед на тоа што е златно правило. Немојте да заборавите тоа веднаш да го сторите, веднаш што ќе не добиете, со оглед на тоа што подобро ќе се слушнеме и не се исклучувате, бидејќи со нетрпение очекуваме да слушнеме што ќе кажете во однос на овие круцијални прашања кои што денес ги поставуваме во Црвена линија, односно дали според вас сега следува и пазарење за уставните измени и дали може барем една историска одлука еве во земјава да се донесе без пазарење. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Видете вака. Значи, која е цената и дали следува пазарење? Нормално. Значи, пазарење секогаш е било и ќе биде и понатаму. Еве пример. Со пазар Лјупчо Ѓорѓиевски си влезе во СДС, таму, во коалиција. Со пазар и закани оние 5-6 души што беа пред некоја година, Зоран Заев што сонев. Сега, еве гледаш, се пазаруваат со Никола Груевски во Будимпешта. Зоран Заев таму веќе 10 пати кога оде кај Груевски. Мај повеќе од 10 пати. Па тој го спроведе, го носи за Будимпешта. Тие се многу блиски пријатели со Зоран Заев. Значи, најголемиот штетник за Македонија е Зоран Заев. И се уште ја игра улогата. И беве за мене, ја не го сакам, но за жал се уште е тој премиер. И така да Македонија е раштрафена, кој како сака, така си работи, кој како му одговара, така си прави и се прават за да ја разнебитат Македонија. Ама тоа го прават овие нечестните кои што не се за Македонија. Тие пашите, крадачите, тие. Благодарам многу за јавувањето. Уште еднаш еве подсетување, барем за оние кои што допрва ќе ги слушнеме во Црвена линија, внимавајте и на тајмерот. А доколку сакате нови дополнителни 90 секунди, нашиот телефон е отворен, ќе подсетам 0230700005. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Еве, какви одговори имате денес на темава? За ова, ја вака кажем, Централниот комитет на ВМРО ДПМН вчера заклучи никакви разговори за бугарскиот предлог. Опозицијава вика не сака Европа, тоа не е бугарски, него е француски предлог. Ние не сме ни Алжир, ни Тунис, ни Мароко, па да разговараме со, како се викаше тој председателот на Макрон. Добро. Што има ние да разговараме? Ни зависиме од нафта, од Нигер, ни од Саудитска Арабија. Што имаме ние со него да радиме? Дали влеговме во НАТО? И таа ни е централата. А ви личи ли дека ќе има пазарување за уставните измени? Ја ти реков, кај нас не. Зашто овие што се овие никрија, као Љубе Бошковски, као Лјупче Ѓорѓиевски, као, кажете го, претходниот министер за внатрешни работи што направи милиарда, што му е братучет на Никола Груевски. Ајде, кажете ни дали може барем една историска одлука во нашава земја да се донесе без пазарување? Нека се пазарат и за Бардовце, и за Идризово, и тоа што сакаат нека се бъде. Славо те слушам, извини.
Па еве зборуваме за тоа дали може некоја барем историска одлука да се донесе без пазарување. Како ви ли се чини? Па видовме како пројдовме за овие 30 години со тоа пазарување. Што? Лаш и паралаш? Така, благодарам многу што се јавивте во Црвена линија. Ајде малку да ги вклучиме и твитерџи и сега подоцна и ќе ги прочитам и првите коментари кои што се на Facebook профилот на Црвена линија и секако ќе ве потсетам да не заследите таму задолжително да продолжите со оваа дискусија и на овој социјален медиум. Одеме со твитот на Гума Внатрешна кој што напишал: овие на СДС како се тргнати не 80 претеници 100 ќе соберат за уставни промени. Мијалков, Јанкуловска и Јанакиевски за неколку години ќе бидат слободни граѓани. Груевски блиску до чистилиштето. Па ви се чини ли дека следува еве пазарување за уставни измени? Добар ден. Добар ден. Па за жал кај нас ништо не поминало без пазарување. Била некоја најобична работа овако си иде со пазарување. Така да тоа кај нас е најнормално нешто што може да се случи. Меѓутоа, знаете, кај нас за жал компромисот е корупција. Кај нас компромис, ако требате да направите, мора да биде со корупција. Кај нас не може ништо да помине, ама буквално така. Ние сме за тоа, вода може да ни носат, да не кажем Колумбија и други на држави. Така да обавезно ќе има 250 души кажуваат дека во затворот се одвише луѓе. Значи ова не знам како да речам, што мислат дека народот мисли, дека им верува. Идат избори и се знае што треба да се прави. Ке ги пуштиш криминалците и удри по кути, по луѓе, по што ти ја знам све што ќе се случи, како еве што се случува и почнува еве некој деца ќе закачна други, трети, веќе почнува нешто, некој ќе улета со кола, значи веќе почнуваат некои работи да се случува што треба да дојде кога пошто со време знаеме колку време ќе има избори. Значи, ова е катастрофа. Вие да немате простор во затвор да пуштите. Па зашто онда ги судите? Зашто правите трошкови? Значи, тоа се трошкови вие да взимете да осудувате. Се плаќат адвокати, суди и ред други работи. Да не набројувам, сите знаеме. Значи, правиш трошкови и после не може затворот да издржи. Внимавајте на тајмерот и секако благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму и да слушаме што ќе каже следниот гледач. Според него, кој се е вклучен во пазарењето на уставните измени? Добар ден. Пред се добар ден и убав ден. Најубав ден ви посакувам и вам. Ви благодарам, Тина. Овие колеги мои предходно кои говорат, сите се од опозицијата. Да ми опростат, со сати седат на 24 канал и исклучиво телевизија 24 нив ги пушта и сака да промовираат. Така, ама да не си го губите времето на останатите гледачи. Еве според вас, кој учествува во пазарењето за уставните измени? Ова не е ни пазарење, не е ни уцена. Ние сме дел од Европа. Ние не сме евроазиска земја или пак до Русија, па да не сакаме да одиме и да нема промени на уставот. Ќе има тоа, никој никого не принудува, никој никого не насила не може. Ако некој одлучил, ако господин Никола Груевски, нивниот лидер, одлучил да тоа биде, ќе биде. Верувајте дека ќе биде. А они кажуваат дека тој е виновен, братучен му е виновен, ова е виновен, тето го кажува дека братучен му. Знаеш ли кој е Сашко Мјалков, господин за Република Македонија, синот на Јордан Мјалков, кој што ја прикажа независноста на Република Македонија, животот го даде. И тие и сакале да имаат партија, кога си ја коношат меѓусебно партијата. Нека се застремат и госпоđава цел ден само промовира партија. Ја мразам да се промовира партија. Висината е таа дека ние припадаме на Европа. Се дали под кои услови, дали ќе ги смениме тие работи или не, тоа ќе го одлучат политичарите. Благодарам многу еве за вашето јавување во Црвена линија. Одиме повторно со твитерџи. Име Тантила што си има напишано на Твитер, па можете нормално и може би ќе се согласите, може би ќе имате коментари на ова. Вели ќе си имаат оправдание кога потребен број нивни ќе гласаат за уставни промени и ќе речат тие се следбеници на Груевски. Како да е оно што ние прашуваме во Црвена линија, дали според вас следува пазарење за уставните измени? Според вас кој се е вклучен, доколку има
пазарување за уставните измени и дали може барем една историска одлука во земјава да се донесе без пазарување? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Нема уставни измени. Какви уставни измени? Какви? Што сакаат овие ајдуци, крварици? Што сакаат? Име да го прават. Сега и да го прават јазикот. И што ќе го да прават? Како не е саме? Какви уставни измени? Кој е крив? Па Грујски. Грујски не е крив. Семечкоци. Овие се криви самите. А ќе има ли според вас пазарување за уставни измени? Па пари. Пари се. Платят бугари. Тоа е тоа. Јас мислам дека Европа е најбилна. Ајде нека донесат уставни измени. Например, за примата Европа. Во Европска унија со Европска намец. Во Европа. Не е Европска намец. Ако не гласа Бугаје, дигнете го Европска намец. Како не е саме? Крманичи, фркети. Пријетно тира. Пријатно, благодарам што се јавивте во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Телма поздрав. Голем поздрав и до вас. Го поздравам слушателот. Точно и прецизно кажува. Ова пазарување е ова влада од како дојде на власт, секој така прави. Се пазарува, се уценува, со подкупи. Штета, се нема ништо, нешто народ бране нешто. И да ни држави ни на граните што евитува се заправо. А кој според вас е вклучен во ова пазарување за уставни измени? Ова пазарување за ова влада да не одговара ново, али ново ќе има суđење. Ново судење, независни суди ќе се постават имота на судиите, тоа го посекуваме ние граганите и Христо Мицкос го посекува. Независни суди, имото на судиите, да им колку имоти судиите имат, да се од страната ви суди со Добрила Кацарска, Демишкова и на политичарите. Зошто не го прифатија? Затоа што се виновни продавници недни, уништувачи, криминалци, трговци, арами, напамет прво. Ајде кажете ми, дали ви изгледа дека сепак има пазарување за уставните измени? Секој пат има нормално. Зашто ако за да немаше уставни кои се тие уставни промени? Кои се само лични линии, лично пазарување за државата. Лични, ние пред народната седница пазарува, ние опозицијата не учествувала сами. Па каде е судот? Судот треба да ги просуда и овие што се пазаруват. Благодарам многу за јавувањето. Ајде повторно со Твитерџи. Па име да видиме како ќе го коментирате можеби овој твит. Има прашања, можеби ги имате одговорите и на ова што го прашува Бобстар, кој што напишал: Океј, да речеме дека Грујо има договор со СДС за уставни промени. Како тој под еден влие на пратеници да гласаат прашање и второто прашање на Бобстар е што добива од тоа. Еве, ова се прашања кои што ги поставил Бобстар на Твитера. Ние прашуваме кој е се вклучен според вас во пазарувањето за уставните измени и дали ќе следува пазарење воопшто за уставни измени. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дефинитивно Уставниот суд самиот докажа дека имаме уставни пазарења. Дефинитивно докажа дека не е легален и легитимен да одлучува во име на народот, затоа што призна дека Преспанскиот договор бил легален, а ние имаме меѓународна пресуда дека не е легално тоа да се спроведе. Не е легално да ни се промени името, историјата, идентитетот. Друго, ова пазарење секогаш го имало и секогаш ќе го има, посебно што нашава држава стана држава на криминалци. А сега, со законот за амнестија што е, последниот закон, се легализира криминалот. Значи, ќе биде неказниво дело. Значи, може секој кој што сака да направи, ќе си отиде на Бахамите, ќе летува 1 година, 2 години, ќе му застари делото и ќе се врати како господин овдека ќе си јаде. На сите треба да им се направи потекло на имотот наназад 30 години
да го вратат тоа што го украле од државата, од народот дефинитивно, зашто не било државно, и да го вратат, а потоа нека бидат они господа на она што го создале. Да не бидеме толку ригорозни, да не ги ставаме во затвор, затоа што они и така ќе бидат во затвор. Благодарам многу што бевте дел од Црвена линија. Продолжете да не следите со оглед на тоа што еве ќе следуваат и нови ставови од гледачите кои што ќе се вклучат. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, ве поздравувам. Голем поздрав секако и до вас. Значи, менување закони, помилувања, амнестии. Која е цената? Дали следува пазаре за уставни измени? Така. Сметам дека преголеми церемонии се направија околу уставните измени. Не требаше толку да се менуваат закони, па толку помилувања на рани, амнестии, што знам јас. И пазарења за уставот. Која е цената? Едноставно, тие што треба да се молат и тие што треба да се пазарат, како што се предавниците од ДПМН, велам предавници за раководството. Тие се предавници на идеалите на Тодор Александров и на Владо Черноземски. Зарем со нив треба да се пазари некој време? Зарем, па тие се кукавици, бре, луѓе. Сега вака, јас ќе ве замолам со оглед на тоа што знам дека има теми за кои што говориме со вас, ви создаваат и гнев, може би револт, но сепак сме контактна емисија која што оде во време и емисија наменета за целата публика. Ве молам само во изборот на зборовите да нема никаква навредливост, погрдни зборови, зборови на насилство. Секако и ве искуството покажало дека, нели, етички може да се искажеме правилно, а сепак да го кажеме нашиот став без употреба на погрдни зборови. Како и да е, веќе продолжам и со Твитер, затоа внимавајте со оглед на тоа што Црвена линија се активира секогаш, затоа ве молам и ве апелирам, само внимавајте на изборот на зборови, да не бидат погрдни и навредливи. Како и да продолжуваме, како што најавив со Твитер, еве го и твитот на раскажувачот. Не знам кои ќе бидат тие што при водство од речиси 12% на ВМРО во овој момент ќе кренат рака, ќе гласат за уставните измени и на тој начин ќе предизвикаат криза во самата партија. А дека има некаков дел со Груевски се зборуваше одамна, само сега стана јавно. Дали ќе следува според вас пазарење за уставните измени и според вас кој се ќе учествува доколку има пазарење? Добар ден. Добар ден. Да се доискажам. Дозволено е, репете сега. Вака. Значи да биде појасно, синека во вашата емисија Вин-Вин, Сашо Клековски убаво кажа, ќе се створи фракција сега нова која ќе ги заврши работите кобајаги, знаете. Што значи член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, синека на вашата телевизија, јавно призна дека очекува да се створи фракција за да се заврши работата. Тоа е целото оној театар што го велам ја цело време дека се случува и сега како побезболно да се изведе. Меѓутоа, за жал, полно од поддржувачите на опозицијата ќе треба дебело да пијат сега апчиња, затоа што ќе следи сега објавување на списокот од страна на Бугарија на бугарските пасоши, па ќе видиме све кои тоа наши патриоти овдека се малаат угради дека се големи македонци, а вамо подпишале дека се бугари. Ќе ги видиме на список, убаво, јонак имаме веќе 15 души кои се таргетирани во собрание, ама молчат како риби, немаат храброст да извадат потврда од Бугарија дека немаат бугарски пасош, ама на видица се јаки го лажат народот дека немаат наводно. Сега што ќе правиме со тие луѓе, ако се појават на списокот, а тврдева дека немаат бугарски пасоши, тоа ќе треба овие поддржувачите на опозицијата сами со себе да си го рачистат. Пазарот е одамна направен, се знае пазарот кој е што е. Сето ова што се случува сега е театар. Само театар за анимација на широките народни маси и чарување на политички поени и што може да се чари. 80 души од опозицијата.
Ето, гледате како изгледа кога можете и повторно да го завртите телефонскиот број да добиете нови 90 секунди. Како да е сега, еве, во продолжение само неколку секунди да ви прочитам уште еден твит кој што му припаѓа на Moon Pearl, напишал: Причава е Мицко вели дека Грујо се договара со СДС за амнестија, читај пратеници за уставни промени. Грујо вика не е така, Мицко вика така е. Ако гласат пратеници, твои се. Дури си пишат по Фейсбук, ми врати, не ми врати, позиција во Њујорк, а народ гладува. Дали следува пазарење за уставни измени, ќе слушаме од новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ќе следува ли пазарување, везе? Вака. Кај нас нема институции, нема инспекции, нема МВР, нема судство и мора да има пазарење. Кој што сгрешил, веднаш на пазар. Пазарот е во собранијата. Така да сите знаеме како е. Ако некој на царина пружил 10 евра нешто да помине, или на полицаец, на она така наречената радар полиција во Македонија, тогаш ќе биде приведен. А овие што се пазара со милиони, тоа не е проблем. Така да гледаме сите што се случува. Најаката опозиција е поделена на 3 фракции. Измените ќе се случат, него само сакам да се потрудат бугарите да не ги одземат пасошите и да ги вратат нивните деца во Република Македонија, што ни дадоа дипломи, што не знаат каде е школата, да си дојде да се работат во комуналец. Едино тоа ми е ќе. Иначе од оваа држава нити е било, нема ни да биде. Со овакви луѓе и водачи, 120 пратеника, покачена плата за 70%, тоа е нешто срамно. Зошто опозицијата не се побуни за покачената плата? Тоа е пазар, не пазар, него како се вика на Магарешки пазар тори. Толку ниско да падне некоја држава. Благодарам многу за вашето јавување. Добар ден за следниот гледач. Здраво. Здраво. Па види вака, овакви пазарења што ги спомнуваат, ќе кажам дека пак е тоа под диригентска палка на Америка, никој друг освен Америка. Значи, мислам добро, пак ја грешав. Америка, Европска унија и Британија. Британија мислам дури помоćниот играч, во смисол, он е мозокот, Америка е телото, а Европска унија е алатката која ќе ја заврши сета оваа работа со снемување на македонците. И сега се знае, компрометирани политичари за овие 30 кусур години имало, има и ги има. И тие секогаш ќе бидат играчи, марионетите на тие големини играчи од зад големата бара, значи американците. Овие вакви мешетарења, продавање тука филмови, режии, Спилберг, Оливер Стоун или било која режија. На каков филм ви личи во моментот ситуацијата? Кој жанр? Па, еден филм имаше, забораве по име, како се викаше со еден Кајзер Созе го вика типот. Психолошки трилер можеме... Трилер е. Кајзер Созе се викаше главниот тип у филмот. Тој правеше така една интрига јака. И него, ако го гледаш филмот, све ќе ти стане јасно. Значи... Приведете ги осомничените. Така беше нешто, да. Така. Ајде, господјо, поздрав, пријатно. Голем поздрав, благодарам за јавувањето. Продолжуваме со Твитерџи и таму интензивно се коментираше на темата. Па еве што напишал Твитерџија од Никарагва. Додека јас сум лидер на ДПМНЕ, ниеден пратеник нема да гласа за промени на устав под бугарски диктат. По 3 раки Груевски се договара с неколку пратеници да гласаат за уставни промени. Ета, гледате Твитерџи и по тоа се препознатливи, цинични, иронични, саркастични, така да не бидете изненадени, но секако од вас сакаме да слушаме во црвена линија дали ќе следува пазарење за уставни измени, кој се според вас се пазарува за овие уставни измени и може ли во земјава нешто еве во однос на историска одлука кога се носи да биде без пазарување? Возможно ли е тоа? Добар ден.
Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Прво поздрав до студио. Голем поздрав и до вас. И исто до водителката која одлично ја води емисијата. Благодарам. Благодарам. Повелете. Моето мислење е дека Мицкоски ќе си остане доследен до крај, пошто гласот на народот е да не се внесуваат бугарите во уставот, пошто тие се ратни злочинци, минатото кажува дека многу лоши работи правеле во нашата држава Македонија. Не сме бугарите да се мешат во внатрешна работа на било која земја, пошто тие истите бугари дома му не ме признаено нито едно малцинство, да таму има многу малцинства, меѓу кои македонци. И према томе нема што да бидете овде. А овој е случување, менување закони, помилување амнести, тоа е кога дојде новата власт ке се среди. Ја сум оптимист дека ќе добие ВМРО на власт и ќе среди работата. Иначе во спротивно лапнавме вода сите. Фала многу што ме слушавме и успех во понатамошната работа. Пријатно. Благодарам многу и за убавите зборови и верувам дека нема да биде прв, но и последен пат да бидете вклучени во црвена линија со оглед на тоа што постојано пред таков предизвик сме, секојдневно имаме многу теми за кои што ова е просторот каде што може да се слушне токму гласот на граѓаните. Ајде уште еден твит ако може, вака ќе одиме малку паралелно, малку вие, малку твитерџи. Па еве Скопје го напишал следново. Не може да те слушнат. Зафатени се со броење на парите кои им ги нудат. Тинитус добив од овие уставни промени. За овој живот доста е наслуша фразава. Ова е новото добро утро. А кој според вас е вклучен во пазарувањето за уставните измени? Добар ден. Добар ден. Повелете. Македонија стана како зелен пазар. Добро ве слушаме. Македонија стана како зелен пазар дојде. Сите се пазара за се и се што. Никој на никого. А зошто е тоа така? Затоа што никој во никого верува нема. Лидери имаме кои немаат ни процент авторитет крај народот. Како да верува народот кога 30 години сите што дојда само ветија и излагаа. Народот го стаја на црдило. Судската власт е за никаде. 1% верба има народот во судството, што значи само судиите сами себе си веруваат, додека никој друг не им верува. И јас сум скептик дека и податокот че и нема ништо во судството да има следејќи ги состојбите. Целото обвинителство стана рака на дуи, тргнувајќи од главниот па се до надолу. Зошто сите од дуи одаат во обвинителство? Затоа што само обвинителството е тоа што покренува постапки и други работи. Што значи судовите сега и да сакаат да постапуваат, мораат да чекат од обвинителите иницијативи. Благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. Потсетувам за наредните гледачи, ве молам имајте во предвид да внимавате на тајмерот 90 секунди, но како да е додека траеме слободно можете повторно да го завртите нашиот број. Одиме повторно со твитерџи. ЈЈ напишал. Потоа така информирани да дојдат и да не убедуваат дека иднината не е во уставните промени. Отинечени нешто да се прави на невидено, макар биле само уставни промени. Мора да се знае ред и редослед, бре. Како да ние сакаме да слушнеме од вас, пред се дали ќе следува пазарување за уставните измени и според вас како ви се чини, кој се учествува во ова пазарување за уставните измени? Добар ден. Добар ден, Тина. Еве, трета среќа дополнување. Ви благодарам. Вака, пред се да им кажам на сите овие говорници кои што кажуваат дека Бугарија ние знаеме дека учевме,
историја дека они беа фашисти. Никој не го демантира тоа. Да ги потсетам дека Франција и Германија колку жители меѓусебно се потепаа и си подадоа рака и се помирија, еве ги сега лидери се во ЕУ. Ајде нека ми одговори некој за таа историја, сите знаеме дека кој биде бугарите. Што вечито ли че војуваме и че ние ги пуштиме сите деца со моите не се со бугарски пасоши. Со бугарски пасоши во ЕУ, а сега не сакаме да влеземе во ЕУ. Зашто? Затоа што бугарите ќе ги метнеме. Умре таа историја некогашта, нека ни остане наша, никој нема да ја продаде историјата и никој нема ништо. Денеска во Америка е септември месец представен како дел на македонската култура. Знаете ли што значи една светска велесила ни ја представуваат македонската култура, господо опозиционери? Разбудете се, вие чекате да дојдете на власт, после ќе ја продадете и историјата, и јазикот и се, за жал. Меѓутим, вие не сте свесни дека ова е шанса. Знаеме колку губиме, тоа што го губиме со влегување во ЕУ, ќе го надокнадиме со 5 пати повеќе. Ќе бидеме појака држава и треба да бидеме единствени, не вака да се меѓусебно. Благодарам многу за јавувањето. А сега единствено што треба да следува се рекламите и останете подоцна да ги слушнете и резултатите од Инстаграм анкетата. И да по рекламите дојде и моментот кога треба да ги соопштиме резултатите од Инстаграм стори анкетата. Тоа значи да ве потсетам, еве имате доволно време за викенд, се разбира да кликнете на Инстаграм црвена линија, секако и на Фейсбук и на Твитер, но на Инстаграм апелирам со оглед на тоа што веќе е понеделник, ќе бидете дел од оние кои што активно земаат учество во нашите Инстаграм стори анкети. На денешното прашање, може ли некоја историска одлука да се донесе без пазарење? Со да одговорија само 4%, со не 96%. Како да е, пред да влезете во новиот викенд кој што ни следува, јас задолжително ќе ве охрабрам пред се сите вас кои што сте дел од моето семејство на црвена линија да продолжите да останете со мене, да ве ставам пред нов предизвик. Многу е таму порелаксирано, поубаво, слободно ќе кажам, со оглед на тоа што може да се освојат вредни награди, па денес онака 5 точки зошто да не се освои главната награда, која што е правосмукалка. Тука водителка Тина и ќе помогне во нештата со оглед на тоа што веќе ќе ви прочитам поприлично доста прашања, вие ќе имате доволно време да најдете одговори за да ги кажете и да се освоите многу вредни награди. Ке имаме вакво прашање. Кое уво не достига? Надворешно уво, внатрешно уво и како се викаат планинските водачи на Хималаите? Потоа, од која позната автомобилска марка е моделот Јарис? Ке имаме и прашање која птица се смета дека е одлика на мудрост. И ево уште едно прашање, кој македонски сликар, иницијалите му се КУ, дипломирал на Академијата за филм во Париз. Вие треба само да останете со мене и од другата канцеларија да дипломирате и докторирате на освојување награди. Се гледаме за кусо време.